Здраво, како си? Добар, супер. Ти што не ме знаеш, здраво? Јас сум Гоце, 15 години работам како графички дизајнер по разни агенции, креативни студија и такви ствари. Сега последниве неколку години работам фриленс и еве сега пробувам да работам малку во делот на YouTube, кај што ќе кажам некое мое мислење во врска со дизајнот, кој што постои и општо и кај нас. Тоа денеска што сакам да зборам е тема што ми текна рано сабајле кога се разбудив, чи така една луда мисла што ми се случи. Тоа е во врска со конкурси и како не се сваќаат сериозно, кај што поточно не се почитува времето, трудот и работата на луѓето кои што нели сакале да учествуваат, да работат, да направат нешто добро. Поточно станува збор за конкурсот на Кинотека на Македонија. 50 години има и затоа направија конкурс за лого и логотип со текст 50 години Кинотека. Тоа е постирано на декември 21 2023 година во секцијата вести на нивниот вебсајт. И еве го сега конкурсот вика специјално јубилејно лого со логотип со текст за употреба во текот на целата 2024 година. Ова е битен момент кој што треба да го запамтиме, затоа што ќе биде проследен во текот на ова видео до крај. Пред да продолжиме со видеото, ќе ве замолам повторно лайк, шер, сабскрајб на каналот. Патреонот е тука ако сакате нешто да поддржите во врска со стримов и да, тоа е тоа. Да продолжим. Убав бриф, нели напишано секако што треба, 50 години Кинотека не е обрзувачки текст. Истиот мора да биде изведен во 3 јазични верзии ако има текст, што е нели во држава нормално. Сакале некеле, бунеле, не бунеле, тоа се стварите со кои што треба да живееме и тоа е тоа. Предлог решенијата да се представат како примери аплицирани на мокап модели за постер за настан, вертикална рол банер, хоризонтална, Facebook, Instagram, livestream, the whole 9 yards, што би рекле американци. Услови за учество права и сите локални македонски дизајнери, уметници и креативци самостојно или здружено. Секој учесник може да поднесе едно до најмногу 3 решенија. Решенијата ќе ги оценува комисија од стручни и компетентни лица именувани од страна на директорот на НУ Кинотека на РСМ. На авторот му припаѓа авторски намест и реализација на аудиовизуелен запис за ексклузивно пренесување на авторските материјали на износ од 30.000 денари. Не се нешто многу, ама земајќи предвид каква е ситуацијата во земјава, каква е ситуацијата на Кинотека, вајда, окей пари се. Не е бит. Авторските права ќе се урат начинот купување на правото од трајно неограничено користење. Трајно и неограничено користење, уште еден битен момент кој што треба да се збори. 3 работни дена по добивање на известувањето, изјава заверена за добро, мислам ова правно го имаат решено, знаеш, да не мрдне, да не прдне. Решенијата да се поднесат во А4 формат на било кој од следниве начини. По пошта, адреса, директно во архива. Нема дигитално напраќање PDF-че, него се треба да си биде и штампано, културно направено за да се достави. Решенијата треба да се достава дополнителни информации, Конкурсот трае до 31 јануари 2024 година. Објавата е 21 декември. Од 21 до 31, да, ема, 40 на дена се, упрашање, да не се сватиме погрешно. Многу повеќе од дома ти да направиш цела презентација, да испечатиш, да ја средиш, да ја скоцкаш и да ја однесеш. Резултатите ќе бидат објавени најдоц на 15 дена по завршувањето на конкурсот. Неизбраните решенија ќе бидат вратени на авторите. На Кинотека директор нема подпис, само остаен празен простор за подпис. Супер иницијатива да се земат луѓето, значи, нели, народот да одбере, да имаш активно учество во развојот на македонската култура, македонска кинематографија, македонски графички дизајн и така натака. И ова ми е супер, ова е супер стар. Ја не учествував на овој конкурс, поради она срањено што се деси со МКЦ. Се серија луѓе да ми се серат на курот ако може и така. Ама решив дека нема да учествувам многу по македонски конкурси, зашто публиката многу нешто е накострешена. Што се случи? Помина 31 јануари и како вика 15 дена. Резултатите ќе бидат објавени најдоцна 15 дена по завршувањето. Од 31 јануари, 15 дена се 15 февруари. Објава на резултати 28 февруари. Немам ја проблем со тоа ти да касниш ден-два, ама да ги објавиш ти резултатите 2 недели покасно, од кои што еве ги
Еве објавата на резултати, ова е многу битно, значи. Архивски печат 27.2.2000 пишувало 34-та, па го смениле 24. Објава на резултати. Од конкурсот за избор на лого и логотип 50 години кинотека 22 да ги разгледа, оцени и рангира конкурсните трудови што ќе пристигнат за објавени од конкурсот во состав. Игор Сековски, графички дизајнер, председател, супер дизајнера, Петар Волнаровски, не знам кој е, Александар Амладеновиќ исто не знам кој е, извинете што не го знам. На заеднички состанок одржан на 13.2. По пристигнувањето на сите пријави заклучно и оние испратени по пошта ги разгледа и рангира пристигнатите трудови, зашто е изготвен записник за работата на истата. Комисијата едногласно ја донесе следната одлука. Логото и логотипот пријавени под шифра ДРП 30.000 денари во нето износ и со него кинотека да потпише договор за откуп и користење на делото. Автор на трудот ДРП Кликер маркетинг ДОО. Кликер маркетинг е маркетинг агенција кај нас која што работи. Мислам дека се запознав со директорката на агенцијата во Пиран 2011 или 2012 година, така. Фина девојка, фина агенција, мислам има доста работа. Сега, каде е проблемот? Не знам дали некој може да примети до сега у видео кај е проблемот. Одиме на почетна страна. Кинотека лого, програма. Гледаш ли ти негде, брат ми, лого со 50 години? Не гледам ни ја. Значи еве ги сите постои што ги имаат на Инстаграм. Дури логото е бело на бела позадина и само дроп шедоу има позади, не се ни гледа ни ништо. Сите постови ако ги отвориш на кинотека нема ќорава објава, значи еве ги, сите сега ќе ги, ети, празно. Се дека што има кинотека лого, има само кинотека лого. И толку. Нема, нигде не се спомнува 50 години. Разбираш? И тоа ме нервира. Значи, ова кога е? Јуни. Тука им пукнало некој лого? Очигледно, да. Еве го, јуни. Кинотека логото е празно. Само е оставено. Празно е оставено. Се е само со кинотека логото. И окей, знаеш, ако не се користи. Ама, ако веќе имаш јавен конкурс, ги тераш луѓето да се пријават на конкурсот, да потрошат некои пари, са не се нешто многу пари, да испринташ ти 20 страни, ама пак се некои пари, па да го испратиш по пошта, или да одиш со автобус, такси, кола, што и да е до таму. Тоа срање кошта време, прво, ти да седнеш, да работиш, зашто 500 евра не се малце пари, да бидеме реални, сега мислам, сериозни пари се, гледајќи се што се случува, 500 евра се стварно сериозни пари за лого дизајн у Македонија. Зимаш ти и бараш, и пребаруваш, и си ебеш мајката од работа, па тоа све ставаш у презентација, па сето тоа го вадиш, после го штампаш, убава хартија направено да изгледа убаво како презентација, зашто нели презентираш пред некого. На крај сето тоа да заврши со едно памфлетче, едно меморандумче, ставено вака, у JPEG, само да видам како се вика слика, ми интересира. Имидж, тарара, дури ни име нема, само скенирале. Повторно, од оценувачката комисија нема подпис, значи немам ништо, значи да не се сватиме погрешно. Победник е победник и тоа си е фер ствар. Кликер маркетинг си победили толку. Немам ништо против кликер маркетинг како ентитет. Имам против тоа што кинотека не покажува кој е победник, со какво решение е победник и пред се него почитува својот договор да го користи логото. Сваќаш? Шо, не ви се свиеше, па рековте, ај, овие ќе победат, само ќе ги пишеме за победници, па ќе им ги даеме парите ако не, и после тоа кој ги еве ќе заташкаме. 12 октомври е денес. Логото требаше да се користи цела година. И од цела година нема ќоро лого искочено. Не знам што е проблемот и зошто тоа се случува. Нема никаква официјална објава. Мислам, официјална објава е објава на резултати. Какво е логото? Трасми бро. Значи, сега на Трасми бро некако не иде. Па ќе кажам, ја не се пријавив, си нацртав едно, се заебавав, чисто онака колку да има направено нешто, го објавив негде, па мислам дека го избришав тој акаунт, на Твитер беше нешто така, си играв курат. Мање више. Ама не е фер за луѓето кои што аплицирале на ова да не добијат, значи, никакво известување, да не видат. Не е фер за луѓето кои што ја почитуваат македонската кинематографија, кинотека, ти реков ми рече, да не го видат тоа ново лого, сваќаш. Вклучувајќи ми и мене.
Што сакам баш да видам како е направено, како некој ќе направи, зашто стварно е голем предизвик. Ова лого е направено од Костадин Танчев Динка на времето и едно од поубавите логоа кои што ги имам видено ја у животов, да бидеме искрени. Знаеш, не ми е јасно како не ти е срам тебе како јавна институција која што како им е тоа слоганчето. Ја одржуваме традицијата за филмска уметност од 1974. Ама не ја поштуваме секоја друга уметност у 2024. Така да не знам. Стварно вистински би сакал да има некаков си фидбек од страна на кинотека и да не си ги кријат работите, мислам. Зошто волку се заташка? Да, јас се замарам како од никој, јас се замарам, ама ме интересира затоа што е битно според мене. Не е само нека пројде, зашто ако само ајде нека пројде, онда очигледно се прават некои малверзации, некои скаламуци, некои превари, некои перење на пари. Мислам, јаките пари 500 евра, ако переш 500 евра, тури му курот на бизнисот да ти е. Не ми е јасно, би сакал да имам некаков одговор. Не сум ја нека фаца, брат, да имам одговор, ама ете, луѓето би требало да имаат одговор за тоа што се случува со логото. Посебно луѓето кои што работеле кои што аплицирале на тендеров, кои што учествувале на конкурсов. Ако имаш некоја информација, пиши доле у коментар, лайк, шер, сабскрајб, стандардно кој што треба, Patreon знаеш како е, петче, фајверче и тоа е тоа. Поздрав и се гледаме у наредно видео. Чао!